Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте во регионалниот магазин Отворена тема на Ирис телевизија. Во вечервашново издание, малку подоцна еден час подоцна од вообичаениот термин, но со причина емисија во живо, гости со мене, интересна тема. Овој пат зборуваме за вмнежување на ромски невладени организации кои треба да дадат одговор на заедницата. Со мене, а и со вас во студиото, ќе почнам од мојата лева страна, господин Мухамед Точи, председател на невладина организација Месечина Гостивар. Добро дојдовте во студио. До мене градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски. Добро дојдовте во емисијата Градоначалниче. Координаторот на проектот за кој ќе зборуваме за вмрежување на ромски невладини организации и председател на Сдружение за права на роми Шенај Османов. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. И господин Демир Османов од општина Виница, вработен како референт за односи со малцинските заедници. Рековме ќе зборуваме, господа, за една проектна активност која реализираат ромски невладини организации, но убавата страна од проектот што се вклучени сите во овој проект граѓани на Македонија, затоа што проектот очекувањата се да даде одговор на заедницата, поврзан со подобрувањето на условите за живот на ромската популација и на ромската заедница. Така ли е, координаторе? Да. И веднаш на почетокот предлагам режија да пуштиме мал прилог кој Ирис телевизија во прилог на емисијата, го снимаше во понеделникот со Шенај Османов. Режија кој е готов прилогот, одиме со прилогот, а вие останете така. Интересна тема и дилема за размислување. Проектот Мрежа на ромски граѓански организации е одговор на ромската заедница што го реализира Сдруженијето за правата на ромите Штип се одвива според планираните активности. Бевме сведоци на тоа што се случуваше и во Скопје во Holiday Inn. Организиравме пресконференција со промовирање на активностите на самиот проект. Активностите ги спроведуваме целосно и навремено, со тоа што сега ни се во фаза на одлучување на малите грантови. Денеска, утре ќе донесеме конечната одлука кои ќе бидат грантистите конечно на нашиот проект и кои ќе спроведуваат активности поврзани со самата ромска заедница. Во рамки на проектот е планирано да се реализираат 20 работилници низ различни градови во земјата, а предвидени се и обуки за представници на локалната самоуправа. Имаме предвидено 20 работилници кои во текот на наредниот период ќе течат низ сите 10 градови кои се предвидени во самиот проект, по 2 работилници во град и семинарите, обуките за представниците на локалните самоуправи и на невладините организации. Проектот Мрежа на ромски граѓански организации одговор на ромската заедница има за цел подигнување на свеста на ромската популација, но исто така и влијание врз процесите за поквалитетно живење на оваа заедница. Еве се враќаме во студио, почитувани гледачи. Веројатно свативте нели дел од прилогот за што ќе стане збор. Еве со проект менаџерот господине Османов, се извинувам, реков координатор, не сакав да ве деволвирам, проект менаџер сте во проектот, граѓански ромски невладини организации, одговор на заедницата. Нов проект, вашата невладина организација, Сдруженијето за правата на ромите е носител на проекторна активност, а вие како менаџер, еве, за гледачите, за сите нас овде малку подетелно за проектната активност. Вака, Сдруженијето за правата на ромите од Штип, кога планираше да подготвува предлог проект кој е од голем интерес за самата ромска популација, се фати на една идеја да го тоа прави со искусни организации кои имаат авторитет и голем кредибилитет во нашата држава, за да можеме нели успешно да ги спроведуваме активностите кои се предвидени во самата проектна апликација. Така да ги опфативме, ги поканивме Месечина од Гостивар и Инсок од Скопје да бидат наши партнери, со тоа што нели да ќе придонесеме многу повеќе во развојот на самата ромска популација. Проектните активности, нели ние долго време разговараме
на Ирис телевизија, кои се проектните активности, како ги спроведувавме до сега и така натака. Значи јавноста горе-доле е запознаена со сите тие активности, но ќе ги повторам сега, поточно ќе ги сумирам во кратко резиме, за да нели се јавноста или гледачите на Ирис телевизија подсетат на сето тоа. Значи, ние на почетокот направивме visibility студија. Тоа е студија која не води кон апликацијата на самиот проект. Visibility студија која ни дава насоки кога и како да ги спроведуваме проектните активности, и тоа го правиме со поделени надлежности, така да еден дел од проектните активности ги спроведува месечина во делот на западниот дел на Република Македонија, другиот дел од активностите ги спроведува ИНСОК од Скопје, и третиот дел од активностите ги спроведуваме ние. Тоа се активности работелници со граѓанските невладини организации, представници на невладините организации, представници кои го развиваме, чиј капацитет развиваме, да нели во иднина можат да работат слободно и да развиваат поголеми програми за развојот на самата заедница во општеството. Организираме повеќе видови на семинари со различни теми. Присутни се исто така представници на локалните самоуправи од Источна Македонија и од Западна Македонија, така да нашата цел е да нашите активности ги спроведуваме заедно со локалните самоуправи, кои нели ќе придонесуваат заедно со нас околу подобрувањето на состојбата со ромите. Така. Господине Точи, вие сте партнер во проектот, вклучени сте. Јас бев дел од една обука во Берово во хотел Манастир. Одлична организација, многу прашања, многу дилеми беа таму. Произлегува и проблемите. За проблемите понатаму, меѓутоа и за проектот, кој е финансиер в рамките на проектот, но колку невладини ромски граѓански организации во Македонија постојат, меѓутоа колку активно навистина работат за влијание, за подобрување на состојбата на животот на ромската популација. Да, благодарам. Најнапред можеме да кажеме да и добра е перцепцијата и вашата перцепција како новинар, дека дел од граѓанските организации воопшто не е дали се само ромски или неромски. Да, навистина е помал бројот во споредба со, да кажеме, 10 години наназад. Иначе, според она што јас како последна информација го имам, ги има над 4000 граѓански организации регистрирани, многу мал дел од нив се функционални и уште помал дел се ромски невладини организации. Дозволете ми само за момент да кажам која е позадината на овој проект, зошто овој проект, зошто е ваков овој проект. Перцепцијата на ромската заедница воопшто во Република Македонија е дека Република Македонија е бинационална држава. Пак ќе кажам, перцепцијата на ромската заедница, тоа не е моја лична перцепција и не е перцепција на организациите кои што ние ги представуваме. Го знаете Охридскиот рамковен договор. Ние врз основа на тој Охридски рамковен договор направивме едно истражување на ниво на Република Македонија со соодветна бројка која што треба да биде репрезентативна. Процентот на спроведувањето на рамковниот договор и носењето воопшто на рамковниот договор е дека државата многу повеќе вложува за етничките албанци, за етничките македонци, многу малку вложува на заедницата на роми. Од друга страна, тоа пак се потврдува со статистиката кој што пак еве да кажеме секретаријатот за спроведувањето на рамковниот договор, кој што ја прави бројката на вработување на роми согласно тој договор е навистина се уште на незадоволително ниво. Не е само за вработувањето, тој рамковниот договор не го опфаќа само вработувањето, вклучително и во образование,
вклучително и во култура и така натаму и така натаму. Ова што колегата Шене Османов го зборуваше е всушност идејата како овој проект заеднички со локалната самоуправа, значи со локалните институции, со националните институции, да подобриме ситуацијата во која што се наоѓа ромската етничка земја. Финансиите за проектот од каде се обезбедени? Финансиите се обезбедени од Европската делегација. Тамо и се аплицира проектот, обезбедени се од тамо и износот на проектот е 198.000 евра. Така. Само да кажеме дека не значи дека ние сите ќе ги потрошиме согласно активностите колку ќе стигнеме, тоа е толку предвиден. На располагање ни се толку. Господин Димитровски, градоначалник на општина Колчани, посебна благодарност за тоа што имавте доблест, најдовте слободно време и сте дел од отворената тема во отвореното студио на Ирис телевизија. Јас ќе ве прашам што прави општина Колчани за подобрување на условите на живот на целото население, а овде е сегментот на ромската заедница, но може да ми одговорите на почетокот колку имате вработени, колку се вклучени во општина Колчани, вработени луѓе, роми? Добро. Вашето прашање содржи повеќе работи. Јас би почнал од моментот кој што го кажа моите соговорници. Ние како општина ги поддржуваме невладините организации, ги поддржуваме во оној дел колку што е капацитетот на општината за да ги и помага и финансира. И тоа е во ред, меѓутоа повеќе како служба, односно како градоначалник, заедно со моите служби, се грижиме да имаме конкретни чекори во делот на подобрувањето на условите, односно подобрувањето на целокупното живење и на граѓаните на општина Колчани и на македонците и на ромите. Ние како општина се грижиме од најпрвин од најмалите и ние сме како општина пример дека го почнавме проектот за заедничко дружење на најмладите деца во градинките. Значи, тој беше пилот проект пред 7 години во Колчани, за да подоцна се прошири во сите градови. Можам да ви кажам дека е еден од поуспешните, заради тоа што со животот кој што го имаме со векови во општина Колчани, сега го имаме и кај најмалите дечиња, кои што понатаму се едуцираат. Имаме ние проблем, да речеме, со изучувањето на македонскиот јазик во Колчани, бидејќи доста од ромската популација зборува не на ромски, туку на турски јазик. И ние со тоа ги едуцираме. Ги едуцираме како треба да се однесуваат во некој ред, заради тоа што знаеме каква е состојбата со ромите. Доста имаме кои што доста од родителите не можат да посветат толку внимание на своите мали деца. И еве 7 година веќе, значи имаме деца кои што се 600 оделение, се забележува што значи овој проект. Јас можам да порачам дека овој проект ќе биде успешен дури тогаш кога ќе имаме завршување на образованието кај тие деца, дали ќе биде тоа основно, дали ќе биде средно. Очекуваме да доста од тие ги завршат и да имаат и факултетско образование и да се активно вклучат во сите пори. Дури тогаш ние можеме да зборуваме за еднаква рамноправност, а не ова прашање вие што го поставите колку имаме вработено. Ние имаме вработено точната бројка не ја знам, меѓутоа во општината имаме двајца, немаше во Советот колку имате? Во Советот имаме еден представник од 19 и ние не ги броиме. Значи како општина Колчани не броиме колку ќе бидат вработени, немаме некој клуч, туку имаме застапеност да биде онака равноправна застапеност. Во комуналното предпријатие така, исто така имаме, во другите установи исто така имаме, во образованието исто така имаме. Можам да ви кажам дека во ниеден случај не сме го поставиле прашањето да имаме некој клуч да имаме такво вработување. Понатаму, мошне корисен чекор, мислам дека исто така Колчани е еден од пилотите, односно пионерите во државата. Ние не оставивме ни едно дете да не појде на училиште. Значи најпрвин она редовно јавување на сите ученици во прво оделение. Понатаму со
невладините организации да ги пронајдеме поединечно секој дома како што ќе биде. Третата фаза беше со инспекторите да ги пронајдеме, значи најпрвин со молење, со милом, како народот го вели, понатаму со инспекторите со примена на оние законски мерки што се, и на крајот, дури јас како градоначалник имав директни контакти со некои од родителите за да им кажам дека треба децата да ги поведат во училиште, ако родителите останале слепи, ако родителите останале без образование, ако не завршиле образование, да не ги остават децата да бидат слепи, туку да им ги отворат очите. Тоа значи дека немате деца на улица. До наодамна Штип имаше и днес сум ги забележал во скоро време. Значи ние ги буквално сите запишаме во прво одделение, сите поаѓаат на училиште и имаме тенденција во сите училишта. Ние имаме 4 во градот и 1 во Оризари, во сите 4 училишта имаме мешани паралелки. Значи имаше некои интенции од страна на некои поединци да се направи поединечно ромско училиште и да имаме македонски училиште. Не дозволивме тоа да биде, реков, како што беше вековната традиција да заедно се живее. Во сите училишта имаме ученици и од ромската популација. Имаше отпори, се жалеа, немаме пари, има државата обезбедува учебници, немаме алишта, општината преку другите невладини обезбедуваше алишта и други прибори школски. Дури, не знам дали во друга општина во Македонија има, со такси ги им обезбедувавме превоз на најмалите дечиња, да ги носи на училиште и да ги враќа, со такси превоз да ги враќа назад. Сега, дали има деца скитници? Има и во Кочани, меѓутоа многу помал е бројот сега, заради тоа што знаеме дека сепак и од родителите зависи дали ќе го продолжат школувањето. Наше е да го почнат школувањето, почнат неколку месеци, 6 месеци и понатаму. Родителите не им обрнуваат внимание, така да ги има, меѓутоа многу е намален бројот и од оно што беше во општината Кочани, во градот Кочани, и од она што е за разлика во другите градови во државата. Така. Пошто имаше проблем со децата, посебно од ромската заедница, родителите многу пати ги злоупотребува и ги носеа на берење гроздобер, на други работи, веројатно и другите општини. Така понатаму господин Османов ќе ми одговорите веројатно на тоа прашање, но еве Демир Османов, референца односи со малцинствата, малцинските заедници во општина Виница, исполнители ли сте на работа, сте се чувствувате ли среќен со тоа што представувате, да речеме, работите во еден сектор кој малцинските заедници и секако имаат потреба, нели, и да им помогнете и да реализирате разни активности? Само би Пардон, да. Предпоставував дека ќе продолжиме по истата тема за образование. Сакав да прашам за честитање ова што сега имавме прилика да го слушнеме градоначалникот од Кочани и пред да почне емисијата. Многу ми е драго дека слушнав дека е еден од поуспешните градоначалници. Посакувам многу уште поголеми успеси. Прашањето ми е следно. Јас да ви одговорам? Не. Што со децата кои што од такви деца сигурен сум дека има и во Кочани, што со децата кои што немаат лична документација? Без друго ова го прашам заради тоа што покри другото законот за основно сега и за средно образование или задолжително образование и не бара, во законот не е наведено дека на секој дете му треба изотодматична книга на родени. До ова го зборувам заради тоа што доста од училиштата, па дури и во Скопје, ако сакате да кажете, го има, не знаат дека детето без разлика дали има или нема лична документација, мора и треба да биде во образование. Тоа ми е едното прашање. И второто ми е, кога веќе зборуваме за инклузија, сакав да прашам дали во Кочани можеби има наставник или професор ром? Добро. За првото прашање, не знам, јас мислам дека одговорив уште со моето одговорање. Ние немаме во Кочани лица без документација, значи без лична карта, заради тоа што ви кажав на кој начин се тоа работи. Значи најпрвин редовно што треба да се ги пријават, понатаму невладините организации, буквално секоја куќа ќе ја посетат и секое семејство ќе го посетат, во колку има дете со таква, тоа е завршено уште на предучилишната. Значи не може да се деси да нема извод од матична книга на родени, веројатно за тоа мислевте. Да, немаме такви неевидентирани.
Што се однесува, второто прашање беше за дали имаме роми. Да, имаме наставници кои што предаваат и посебно пред малку не го спомнав, ние имаме посебна општината има стипендии, доделува стипендии за студенти. Веројатно општина Кочани е единствена која што има позитивна дискриминација да доделува стипендија, да распишува стипендија за факултет за студент ром, кој што е надвор од критериумите кои што се за другите студенти. Јас си извинувам, господин Османов, прашањето беше колку се чувствувате исполнето, корисно, затоа што можете да одговорите на многу проблеми за граѓаните кои имаат во вашето. Како ром работам со полна парја, што викат. Имаме проблеми околу, нели, сите ромски заедници во Македонија, кај што живеат, во градовите имаат своји проблеми лични. И секогаш доаѓаат со разни проблеми. Тоа мора да општина како општина не можеме сите проблеми да ги решаваме, толку и силата на секоја општина и финансиски и по други основи, али проблемите ги решаваме колку што можеме. Ромската популација, кои пред се проблеми ги Проблеми ги имаме околу вработувањето. Еве, ако сакате, ќе ви кажам некои податоци вработени во општина. Во Виница има околу 44. Во општината е само еден вработен државен, тоа сум јас. Во детските градинки сега има 3 ромки. Толку од сите тие други се вработени по други приватни предпријатија. Во училиште немате? Во училиште немаме ни еден вработен. Имаме еден сега заврши англиски и германски факултет, дето чекаме да се запосли. А и околу... Има ли проблем со деца кои не одат на училиште? Немаме проблем. Имаме проблем, само се појавува првите денови од септември, кога одат родителите, децата ги носат на вишни на Гроздобер. Имаме тој проблем и со инспекторката во општината, што е за тој сектор. Вие излегувате на терен заедно со инспекторката? Излегуваме и така, работиме со родителите, викаме работилници правиме за им објаснуваме на луѓе дека образованието за децата е се, дека мора децата да одат на школа. Од низата реализирани проекти со ромските млади, има ли бенефит да продолжуваат факултети? Има ли такви, речеме, примери Виница, што можете да се пофалите дека продолжуваат образование? Виница имаше многу голем проблем што немаше многу деца запишани како студенти на факултет. Имаме само 20 сега со завршени факултети, еден магистар по право имаме и претходно што кажав англиски и германски. Има сега запишани тројца одат на тука се во Штип, учат, така да имаме проблеми околу самиот нели ромски знаеш, ромите ние малку не сме научени, самите родители го прават проблемо кај децата. Дете како дете кај ќе го насочиш, таму ќе иде. И сега работиме баш на тие проблеми, работиме со родителите, работиме дека работилници повеќето темите се за децата, дека децата мора да ги образуваат, дека децата мора да одат редовно на училиште и така. Господин Османов, вие работевте многу проекти, го знаете проблемот, веројатно ќе помогнете да ми дадете појасен одговор и за Виница, бидејќи знам дека работевте и проектни активности поврзани точно со едукација и со образование на ученици, на студенти, имавте тутори, веројатно ви трае уште проектот, но ме интересира сега проектот за граѓански ромски организации, мрежување, одговор на заедницата, треба да даде и друг бенефит, да вклучи повеќе организации кои преку проектни активности ќе имплементираат активности. Еве колку ќе се вклучат, мислам дека имавте и повикнали да аплицираат граѓански организации, не мораше ни ромски да бидат, нели се граѓански организации за тој проблем. Вака, јас би сакал да ја сумирам говорите на почитуваниот градоначалник и на господинот Османов. Со тоа што нели нашата организација надвор од проектните активности работи и со други проекти кои нели основниот проект на нашата организација е пружањето бесплатна правна помош на ромската популација, така да ние имаме канцеларија и во Кочани, имаме канцеларија и во
и во Виница, имаме и во Струмица и Делчево. Така да запознаени сме целосно со состојбата со ромската популација. Не случајно на самиот почеток реков дека трите големи организации се здружија за да направат голем проект да придонесат повеќе за ромската популација. Значи точно дека општина Кочани прави добро за ромската популација. Се надевам дека ќе прави уште повеќе за да се подобри на уште повисоко ниво состојбата во самата општина. И јас лично ја познавам работата на сите вклучени во институциите вработени роми, кои се вклучените кои што работи како работи, додека за Виница е еден голем проблем за самата ромска популација. Тамо вклученоста на ромската популација малце потешко оди. Затоа ние сакавме да биде денеска и градоначалникот на самата општина, но тој се извини дека е на службен пат денеска и имаме представник од самата општина, благодарение и на тоа дека не изоставија, не игнорира, па ни беа присутни, па ни се присутни денеска овде. Тамо ромската популација на самиот почеток имаше проблем со основното образование. Тие немаат доволен број на деца вклучени во основното образование. Ние преку нашите активности ги поттикнавме родителите да ги вклучуваат децата во основното образование. Ние преку нашите активности ги поттикнавме да се вклучуваат и во средното, а сега и во високото образование. Значи ние како организација работевме многу во Виница, допринесовме многу за таа состојба и сега имаме тамо магистар по правни науки, имаме тамо дипломиран филолог, имаме сега деца вклучени во средно образование, дури и студенти, така да лека по лека ги разнесуваме работите, да се движат на некоја страна. Мене ми е многу жал што денеска општина Штип не ја даде својата поддршка за нашиот проект. Се надевам дека во иднина и градоначалникот ќе има поголема свест да биде дел од активностите. Да, беа уредно поканети 2 недели пред ова случување. Многу ми е жал што нашата општина е една од поголемите општини во Источна Македонија и не даде свој придонес околу работењето со ромската популација, но се надевам дека во иднина соработката и со самата општина ќе продолжи и ќе биде на некое подобро ниво. Јас се надевам дека ќе продолжиме со разговорот да видиме што проектот предвидува понатаму од активности. Се надевам дека почитувани гледачи ќе останете така минути за пријателите, краток блок реклами, се враќаме повторно. Останете да бидете дел од Ирис телевизија. Знам дека сте тука, јас сум Зоран Зарински, отворена тема на Ирис телевизија, тема вмрежување на граѓански ромски организации, одговор на заедницата. Господин Османов, застанавме не ми одговоривте мене, а и на аудиториумот кој не следи, малите грантови кои се предвидени во рамки на ова проектна активност, што предвидува целта, бенефитот од тоа? Вака, една од главната цел на овој проект што ние денеска за кој ние денеска разговараме е програмата за подгрантирање на мали грантови. Имаме издвоено буџет од 65.000 евра, со кој си дозволивме граница некоја да минимизираме околу 5.000 евра да биде максималниот буџет на еден финансиран проект за невладина организација. Така да ние отворивме повик, повикот траеше до 13.10. Во тек беше проценката, евалуацијата на проектите кои пристигна вкупно 23 апликации.
од различни невладини организации од цела Македонија, од кои се избрани 13 организации кои веќе добија позитивно известување од наша страна дека се добитници на грантовите, и тие 13 организации воедина ќе работат за подобрувањето на состојбата на невладините организации. Активностите, проектните активности прилично се однесуваа на анализирање на состојбата на ромската популација, идентификување на точните проблеми. Значи, едната организација ќе ги идентификува проблемите, другата организација ќе ги решава проблемите, третата организација ќе лобира пред институциите за надминување на проблемите, така да вмрежувањето само по себе ќе биде поставено, и се надевам дека ние до крајот на имплементацијата на малите грантови ќе имаме готов плод кој ќе може да се види кај самата ромска популација. Господине Точи, декадата на ромите 10 години направи што остана острано, знаете секогаш гласно, но и јасно да кажете како да ги решиме проблемите, односно да дадете објаснување, ќе ми дадете или мене и на гледачите вечерва, што се проблемите кои остана и како одиме понатаму? Јас морам да кажам дека, за жал, Македонија не направи многу за декадата. Ние бевме една од најпозитивните во споредба со 12 земји. Македонија имаше најпартиципативно донесени политики за ромите, меѓутоа тие политики за роми останаа само на пишана хартија, мислам на националните акциони планови и на стратегијата и на националните акциони планови. Прекрасна стратегија, прекрасни национални акциони планови, меѓутоа за жал не се одвојува соодветно средства за спроведувањето на сопствената политика. Оти и стратегијата и националните акциони планови не се акти, не се документи на невладините организации, туку се на државата. Овој проект не дека сега со магично стапче сега ќе ги снема сите проблеми, него овој проект сака да иницира решавањето на проблемите најнапред на локално ниво, да се решаваат преку формирање на локални мрежи. Токму заради тоа, една од идеите и една од пораките кои што ние сакаме да испратиме со овој проект е всушност формирање на локални тела кои што ќе ги решаваат приоритетните проблеми кои што ги има заедницата. Тоа значи дека ако приоритет на ромската заедница во Гостивар, карикирам, во Гостивар е образованието, можеби во Кочани има некој друг приоритет. Токму од таа причина размислувавме и овој проект нуди и има за цел да формира локални тела кои што не се само од граѓански организации, туку се и со представници од институции кои што ќе ги решава овие проблеми. Овој проект ние веќе имаме опфатено околу 40 на невладини организации од различни делови на Република Македонија и најмалку од 10 градови вклучуваме државни институции кои што и вие бевте сведок на работилницата во Берово, да ги организираме такви работилници, ќе има 6. Целта е она што го мојот колега Шенеј зборуваше, да се зајакне капацитетот и на граѓанските организации и на оние кои што на локалните институции кои што се соочуваат со решавањето на проблемите на ромската заедница. Покрај тоа ние веќе почнавме со организирање на 20 тркалезни маси кои што пак имаат за цел да присуствуваат не само представници на локалните невладини организации и институции, туку и представници од ромската заедница кои што ќе сакаат да зборуваат за таа проблематика. Целта на тие 20 на работилници во овие 10 градови кои што ни се целна група на проектот, нели една од тие и општина Штип и општина Виница, веќе во Прилеп одржавме една таква тргалезна маса. Интересно е заради тоа што заклучоците не ги носи само локалната институција и да каже добро, ние сега ќе ги решаваме на овој механизам или оној механизам, туку се слуша и гласот на народот како оние мислат и што предлагаат за решавање на таа проблематика. Значи, освен тоа што зборуваме за проблемите, ние
преку овие работилници за кои што говорам, од граѓаните очекуваме да понудат и решавање на овие проблеми. И тоа е оној интересниот дел, секако како и во секој проект мора да има трага која што ќе остави овој проект, а трагата на која што ќе остане во овој проект е истражувањето и анализите кои што ние ќе ги имаме, ќе ги прават експертите, а ние ќе ги публикуваме. Но мислам и убавата работа е што еве за повикот за мали грантови кои нели се предвидени во проектот, аплицира граѓански организации, значи од сите профили, не само ромски граѓански. И тие мислам дека ќе дадат подобар одговор и за проблемите. Ако некој друг не знае, ама ромската етничка заедница најдобро знае како е да се дискриминира по повеќе основи. Ние немаме намера, ние кога разговаравме и кога го објавивме тој конкурс, апсолутно немавме намера да овој конкурс го објавиме исклучиво само за ромски организации, меѓутоа убавата страна е и тоа што и тие организации ќе помогнат. Апсолутно ние силно ги поттикнавме и ги поддржуваме и оние организации кои што работат за роми и со роми. Така да и грантовите за кои што се доделени, прилика да им честитаме на сите добитници кои што добија грант, да ги поттикнеме и оние кои што во овој момент не добија грантови. Тоа не значи дека немаат фини проекти, меѓутоа буџетските средства се толку ограничени. Веруваме дека понатака исто така ќе бидат поддржани нивните проекти. Јас одам по истиот редослед како пред блокот реклами. Граначалниче, долго време во Кочани не бев прошетал низ ромското ваше мало. Она што мене впечаток ме остави како граѓанин, не како новинар, е дека општина Кочани многу напредна во тој дел, во тоа мало. Мене вака бенди за сликата на малото, убави куки, средени улици, со еден збор, барем вака од прв поглед не се гледа не грижа на општината за населението кое живее во тој дел. Може би ви значи, може би не, тоа е мое видување, меѓутоа еве, што конкретно презедовте, ќе преземете и колку средства од буџетот одделувате во понеразвиените делови на градот. Така ќе ви го поставам прашањето. Добро, јас ќе си задржам правото на претходниот мој колега соговорник да дадам една кратка реплика, односно едно појаснување. Јас ги почитувам невладините организации и почитувам што се залагаат за тие меки мерки и за обуки и за, како ги рековте, стручни работилници, сето тоа. И мислам дека тоа е добро, меѓутоа ефектот од тие работилници, не знам како, кога се заврши некој проект, дали имаме поставено нешто конкретно, завршено нешто конкретно, нешто што е направено, дали во општина Штип, дали во општина Гостивар, дали во општина Виница, да биде направено нешто конкретно, да речеме, имаме често пати социјални случаи, кај мене доаѓаат како градоначалник, за патување за болница, земање на лекови, ево пред малку што го спомнав за школски прибори и така натаму. Значи, дали имаме ефекти од тие? Мислам дека една голема грешка се прави што средствата се повеќето на тие европски средства кои што доаѓаат тука се трошат за такви работилници, за такви меки проекти, а додека многу помалку се посветува внимание на оние конкретни чекори што треба да се превземат. И тука ќе дадам одговори на вашето прашање. Ние како општина ќе повторам, ги поддржуваме сите тие мерки кои што ги предлагаат од надвор што доаѓаат. Меѓутоа, според мене и моите соработници, главната поента е да се нешто направи конкретно. Јас ви напоменав што направивме ние конкретно во делот на евиденција на нашите сограѓани, што е во делот на предучилишното, во училишното организација, значи во образованието. Вие ова што го забележавте, се забележале на тие места каде што успеавме, каде што направивме. Не сте биле во оние места каде што нашите сограѓани, јас не ги делам нашите сограѓани на роми и на македонци. Значи нашите сограѓани, дали се роми, дали се македонци, кои што имаат страшно лоши услови за живење. Спомнав дека имаме места во градот Кочани каде што немаме уште асфалт,
канализација и водовод имаме буквално на сите места, меѓутоа немаме уште асфалт. Овие места кои што сте ги прошетале, како во неврзаниот разговор ми кажавте, кога дојдов 2009 година не можеше пешки да се зањава. Претходните власти, да не биде критика, кога имаше избори, само доаѓа и фрла по некоја приколка песок за да може да се помине, не се решаваше системско прашањето. Ние целиот овој дел, улицата Стамен Манов, ја завршивме комплетно. Улицата Љупчо Сантов ја реновиравме комплетно. Улицата Славчо Стоименски ја реновиравме комплетно. Сега е во фаза на изградба на местото каде што беше депонија едно повеќенаменско игралиште. Значи, тоа е на работ на границата помеѓу ромското мало и нашето македонско мало, каде што многу ми не убедуваат дека нема тоа ќе се растори, тоа веднаш ќе биде откраднато, имаме некои што ги собираат тие материјали, дали се железа, пластик или така натаму. Ние ќе го завршиме некаде за 2 месеци, лично ќе бидам таму, лично ќе ги вклучиме овие кои што се соседите да заедно го пуштиме тоа во работа и очекувам дека таму младите деца кои што се и ромчиња и македончиња ќе си играат заедно и заедно ќе ги користат бенефитите од тоа игралиште. Како што всушност имаме и пред тоа направено 7 такви игралишта во градот Кочани. Така да, мојата поента е да се чекор по чекор вршат конкретни работи за да можат да ги граѓаните почувствуваат благодетите на она што се вика локална самоуправа, она што се вика средства кои што се добиени од страна, дали се од локалниот буџет, дали се од републичкиот буџет или како што вие спомнавте од средства од надвор од Европска унија. Господа, се сложувате ли дека меки активности реализираат граѓанските здруженија или има и друг бенефит? Јас знам да има бенефит посебно за ромските здруженија, дека на полето на инклузија и на едукација за младата популација се постигнати некакви резултати. Сакам одговор на градоначалниковиот став. Апсолутно да го должам одговорот на градоначалникот и перцепцијата на повеќето, ајде да кажам, државни службеници или оние кои што помалку вложиле од своето време за работа со невладините организации, ја имаат оваа перцепција дека невладините организации најчесто организираат семинари во убави хотели и така натаму и така, ама не е така. Меѓутоа, она што ние ги организираме семинарите, повторно вас ќе ве повикам како сведок, пошто бевте, нас не ни е целта ние да кажеме колку сме ние паметни, него целта на тие работилници е да го потурнеме системот да почне еднакво да се однесува и да ги решава еднакво проблемите кои што ги има и ромската етничка заедница од типот за кој што сега зборуваше градоначалникот. Улогата на невладините организации не е да ги дава еднократна помош. Улогата на невладините организации не е да помогне на болно дете да се однеси негде на лекување. Улогата и таквата работа се очекува државата да излезе во пресред. Улогата на невладините организации е да го запали црвеното светло дека такви проблеми постојат. И ние всушност тоа и го правиме. Значи, преку овие работилници ние се обидуваме да го заживееме системот, да го заживееме било кој закон, дали е тоа законот за социјална помош, дали е тоа законот, некој од законите за здравство. Тоа е идејата на граѓанските организации. Не треба и не може да се очекува дека невладиниот сектор воопшто, не зборам сега само за нашите, дека ќе одговори на предизвиците од типот на човечки и индивидуално можеме и ние тоа го правиме. Не само месечина, индивидуално собира или поддржува акција за собирање на средства за некое болно дете, за некое градење на куќа и така натаму и така натаму. Меѓутоа, апсолутно никој нас, не е тоа дека ние не сакаме, никој нас не поддржува за да имаме финансии за ваков тип. Ама не поддржува за да кажеме каде е проблемот на ромите, да го заживееме системот и да почнеме да градиме вакви мрежи за кои што ние сакаме. И градоначалникот беше во право, имаше меки резултати за граѓански сектор, повелете. Ќе ми дозволите, значи ние ги знаеме проблемите. Почнувајќи и ние како што интелектуалци и оние пониските. Проблемот е
она што го реков на почетокот. Да ги научиме децата да најпрви ги мијат своите раце, да знаат како да седнат на маса, да го земат приборот, дека треба со чисти раце тоа да го почнат, а не да имаме појава на жолтица воглавном на тие места за тоа што децата со нечисти раце внесуваат храна во својот организам. Ние го имаме проблемот, вие што го рековте, значи го знаеме проблем. Децата додат на училиште. Тоа имаме систем како да се реши. Јас ви го кажав системот. Треба тој систем да се примени. Значи имаме најпрви доброволно родителите, фамилијата, имаме понатаму она што се невладини организации, тука може да се ги профилам нашите организации, точно дека буквално во секој семејство има доброволна основа ќе објаснат на секој од родителите. Немој тоа обврска на него. Значи тој не добива пари за тоа. Да се разбереме. Меѓутоа, на задолжение од општинската организација, односно просветниот општински инспектор, кој што нема овластување како републичкиот инспектор, ќе го посети секое семејство и ќе го пронајде секое дете. Третата фаза е тоа што го вие кажувате, да инспекторот законски му го заплаши родителот дека ќе го казни со толку средства. Не го применува. Јас не сум да го примени. Па затоа и кај вас не одат децата на училиште, кај нас одат. Не е така. Значи може ли само да се вклучам на кратко да го надополнам колегата Мухамед? Јас не би рекол меки мерки, меки проекти, ама ќе користам речникот на градоначалникот, бидејќи нели така го веќе нарече како меки тврди мерки. Мислам, Желко генерално кажа за невладиниот сектор. Вака, ако се вратиме неколку години наназад, ќе видиме дека во која положба беа ромската популација. И ако денеска ја гледаме положбата на ромите, ќе видиме некоја разлика со тоа што нели не е разликата дојдена од државата или од локалните самоуправи, туку е дојдена од работата на невладините организации, со тоа што интензивно се работеше на подобрување на зајакнување на свеста на родителите, на децата и така натака, како во делот на образование, како во делот на вработувањето и така натака. Значи се дојде до некој степен да се има и едуциран кадар, да се има и современи родители, да се има и современи деца. Ако ние, како невладини организации, од друга страна размислувам, нели, спроведуваме така наречени тврди мерки, тогаш нема да има потреба од локалните самоуправи, туку ние ќе земеме ќе асфалтираме. Во тој случај секој има поделена работа, поделени надлежности, кој што треба да прави, кој како треба тоа да го прави. Значи ние ги потикнуваме, како што рече колегата, ние кажуваме на локалната самоуправа, овде има проблем, ве молиме да го решавате, бидејќи надлежноста за решавање на проблемот е на локалната самоуправа. Ние не можеме да поставиме канализациона мрежа, ние не можеме водоводна мрежа да поставиме, со тоа што или да го легализираме објектот или ромската куќа кај што живеат ромите. Значи тоа треба вие да го правите, ама соработката меѓу невладините организации и локалната самоуправа е токму на тоа, ние алармираме, вие превзимате мерки. Или заедно ги решаваме. Завршите. Значи само едно прашање околу легализацијата, значи сосема наспротивни ставови сме. Значи мене ми се добаѓа ако се спротивни ставовите успешна емисија. Проблемот во легализацијата како го решаваме во општина Кочани. Значи законска основа е и треба секој да инвестира ситна пара, не знам, 100 евра за проект и некои ситни за онаква евиденција и за комунали. Ние кај нас им помагаме, односно невладина организација, им ги изработи проектите на преку 300 фамилии. Значи им помага. Тоа е хабитат. И ние како општина ги прифаќаме, преку ред ги решаваме таквите проблеми и се легализира. Така да, можам да ви кажам, не се согласувам со вас. Ние општината не бара вие да ги направите улиците. Вие го кажувате истото што ја го зборам. Да не ги направи улиците, да не го направи водоводот. Меѓутоа да помогне во тоа да изработи еден детален урбанистички план. Што е исто така. Инаку јас пред неколку години бев сведок во Кочани како се решаваше легализацијата, нели не знам дали во ваше време беше или во претходното време. Мислам дека во претходното време беше. Таму кај што се рушеа куќи на големо со специјалци.
Да. Не, во мое време беше и јас тоа го направив заради тоа што се зема една мерка да буквално, ако тоа не го направивме, ние досега ќе имавме, не знам, милион објекти. Значи, без документација, законска е основа да не се гради. И не ги рушевме само во ромското мало, не само ромите, туку рушевме некаде 25 објекти во сите делови од градот. И секоја година се рушат објекти во општина Кочани. Не знам, можеби таа е една од ретките исто така во државата што го спроведува законот за бесправни градби. Значи, јас не се срамувам тоа да го кажам. Тоа бев јас, затоа што полицијата проценила дека ќе има немири, затоа специјалците ги доведе. Инаку, дали после тоа имаше некој да направи диво градба. Законот е многу прецизен и дециден. И јас останувам на тоа. Јас и ден денеска кажувам, ако некој гради без дозвола, ако прави дива градба, ќе го има, тоа го крши законот и ќе има мерките кои што ќе ги преземе општината. Сакам Господине Демир, повелете за бенефитот од невладините организации во општините. Јас како референт работам со невладини организации, пример со невладината организација на Сдружение за правата на ромите од Штип. 10 години работиме на бесплатни правни услуги за ромите. Тоа кошта пари, ако размислувам. Нели, сите тие работиме проект со ТРНП МК Делчево. Роми, дипломирајте и имајте подобар живот. 2012-2013 проект, 20 роми добија дипломи со завршено средно образование гимназиско. Оваа година пак почнавме, исто имаме 20 возрастни, за возрастни правиме модели. Полагаат, еве сега са втора година, 20. Од наредната година, 2017, нов проект преку Европска Унија, исто со РК ТРНП од Делчево, още 30. Само тој проект ќе биде за не само за роми, него и за сите, за турци, кај нас има турци и македонци. Значи може да учат и роми, и турци, и македонци. И имаме и други проекти, мислам, изработени со невладини организации кои ромите директно имаат бенефит. Едно образование за средно, ако земеме математички 1500 евра. Тие пари не може општината да ги доделува, него невладините организации обезбедуваат пари од донатори, така што имаме голем бенефит од невладините организации. Не дека немаме, имаме изградени игралиште, знае градоначалник во општина Виница, преку донација. Тие донации така не идат, мора преку невладини организации да се Јас сакам да прашам, ромско мало има ли Виница? Има ромско мало. Какви се условите за живот таму? Има ли проблеми? Проблем имаме само една улица и во Ларибар која не е асфалтирана. Проблем е многу уска. Треба сега оваа година добивме еден проект од швајцарска амбасада, 20.000 франци, ќе се изградат подпорни зидови. Проблем е за подпорните зидови. Размислува општината да го решава проблемот? Да. Само многу потешко иде. И финансиски кажавме, нели, сите општини не сме толку мокни за да градиме. Не оправдувам никој, него реалноста е таа, да кажем. Реално. Морам да се надобрзам тука на градоначалникот, ова што беше мое видување, да, нели како градоначалник секако други го вела тоа дека општина Кочани посебно за ромското прашање обрнала внимание, но вие имате и Аманет Теодосиевски Есма направија многу за ромите, па нека продолжи Кочани да дава примери и нека ги научи и другите градови како да помага на ромската популација, господин градоначалник. Па добро, Есма е наша снага и ние се гордееме со тоа. Тие двајца направија за ромската популација. Минатата година наградата на градот Кочани беше доделена поскумно на нашиот сограѓанин Стево Теодосиевски. Таа е наша драга гостинка и јас повеќе пати го споменувам, вековното живење, заедничко живење ќе продолжи и понатаму. Ние сме гости во ова време, ние мораме да оставиме Аманет на наредните генерации да го продолжат тоа. Така. Да се господа оставам веќе на крај на емисијата. Еве вие како менаџер, господин Османов. Јас сакам само да сумирам на крај одговорот на градоначалникот и одговорот на представникот на општина Виница дека повторно се навративме да го добиеме клучот кај невладините организации, дека локалните самоуправи без самите невладини организации не можат да функционират и да функционират нема да бидат доволно успешни, така да ги повикувам сите општини да да ги користат услугите на невладините организации, да го користат бенефитот од самите невладини организации,
кои делуваат во нивните општини и се надевам дека нашата соработка со општините ќе биде многу успешна и многу плодна, ќе придонесува не само на ромската популација, покрај ромите ќе придонесува и за самата заедница. Јас се надевам дека триаголникот бизнис, локална самоуправа и граѓански сектор, ако добро функционира, дава резултати, барем така велат успешните општества. Господин Точи, ајде гостин сте ни од гости, вие завршете емисијата. Не за завршување, јас само сакам да упатам голема благодарност на градоначалникот на Кочани што го удостои овој проект. Благодарам што дојде со нас да сподели своји искуства кои што ги има во градот Кочани. Честитам за успесите, посакам многу поголеми успеси. Жал ми е што градот домаќин не удостои со присуство на градоначалникот. Верувам дека за тоа си има оправдување, меѓутоа ќе има и друга прилика. Вакви емисии секако дека ние ќе имаме и во западниот дел на Македонија. Јас се надевам дека ова нема да биде 3 пати. Прв пат последен никош повеќе, него ќе има серија од вакви емисии. Па се што не беше доискажано ќе го кажеме, ќе дојдат веројатно и другите градоначалници. Вас ви благодарам Господа за тоа што бевте гости на Ирис телевизија во отворената програма на регионалниот магазин Отворено на тема и ви закажувам повторна средба. Благодарам. Почитувани гледачи, благодарам на довербата и на вниманието. Останете така и Ирис телевизија. За вас има содржини кои секогаш ќе го задржат вниманието. Следете на iris.mk. Секој е добро.